Добар ден, ново издание на емисијата Напладне. Денеска во студиото на Охрид Ньюс гостини Крста Спасевски од Сдруженијето на пензионери Охрид Дебрца и ќе разговараме за превирањата кои што се случуваат во Сдруженијето период наназад. Ќе ни ги изнесе сите информации за кои што ги пласирате во јавноста, се разбира подолг период. Па еве, веднаш ќе ве прашам на што се должат овие превирања? Што е она за кое што вие го обвинувате актуелниот председател на Сдруженијето? Само пред да ми одговорите, да не изумиме, дека и актуелниот председател на Сдруженијето, Ѓорги Трпчевски, го поканивме. Првично ни потврди дека ќе дојде на емисијата, но вчера ни откажа поради здравствени причини и најави дека гостувањето ќе се случи во некоја од следните емисии. Се надеваме веќе во следната за следниот понеделник. Така, како што реков, на што се должат превирањата до сегашни? Пред се благодарам за поканата да учествувам во ваша ценета емисија. Па видите, превирањава во Сдруженијето на пензионери кој брои 11.300 старосни семејни пензионери се присутни веќе десетина години. Со оглед на фактот што председателот Ѓорги Трпчевски и секретарот, како и дел од раководството нивно, што се нивни луѓе, мислам нивни приврзаници, што носат одлуки кои не се соодветни на статутот на Сдруженијето, иако статутот, да речеме, не е усогласен со сојузниот статут и многу отстапува во многу одредби и членови во однос на другите статути од Републикава. Во нашиот статут нема ограничување за избор на председателот и секретарот, а во сите други здруженија има ограничување 4+4 години. Кај нас во статутот нема ограничување, што значи дека тие се доживотни може да бидат избрани. Тука е реакцијата најмногу во изминативе десетина години, нешто и повеќе, кај пензионериве кои не се задоволни од активностите на раководството особено. Меѓутоа има резултати. Сдруженијето во однос на спортот и културата, тие се неоспорни, мислам, успеси, што ги постигнува и на регионално и на републичко ниво. Меѓутоа проблемиве овдека се присутни во раководењето, непродуктивното трошење на средствата кои сега во овој период доаѓаат, околу 450, околу 500.000. Тие се средства по 30 денари што секој пензионер ги издвојува од пензијата, односно од членарината, што тие не смеат законски да ги трошат овие средства за подмитување на членови, за нивни избор на членовите блиски на раководството што се и што ги подмитуваат со пари од членарина, што то не е дозволено, како што спомнате. Имате и други тие кривични дела. Еве последното ќе го спомнам, од Државниот пазарен инспекторат има кривично дело за злоупотреба со гревното дрво и казнете се со 2.000 евра, од кои 400 евра председателот, а 1.600 евра е казнето Сдруженијето како правно лице. А зошто? Што направиле? Околу прометот на дрва за работка, мислам, плюс некоја што од она и онака се скапи дрвата за пензионерите во однос на цената на дрвата што ги продава шумското предпријатие Галичица. Овдека се присутни и непотизмот. До сега имаме ние дедо на секретарот Зоре Мицковски со 93 години член на собрание, што е нонсенс, никаде тоа го нема 93 години. И така има и помлади пензионери со поголема образовна структура, повисока, што може да ги обавуваат работите и активностите во Сдруженијето. Исто така сега, пред месец-два е избрани нов управител на клубот, внук на председателот. И многу има непотизам, многу има непочитување, потоа расфрлање на средства за ручеци, за подмитување на пензионери, трошење, мислам, на пари што навистина не би требало да се трошат тие пари ненаменски, непродуктивно и така. Тие се све само за подмитување, за работи кои навистина се загрозени пензионерите, што нивната членарина од нивната членарина се трошат и тие имат и доста и злоупотреби во изминативе години, имаат поднесено предлог за обвиненија, па други кривични дела за
злоупотреба на службена положба и овластување, меѓутоа од сето тоа ништо не е сторено, бидејќи со парите од чланарината ги подмитуваат, па има сознанија со допрен глас, да речеме, дека подмитиле некои судија или обвинители и така сето. Ги пријавивте ли сите овие работи до надлежни институции и во случајот ако сте ги пријавиле, зошто не реагираат институциите? Сите овие злоупотреби што сметаме дека се неоправдани се пријавени и во судот, и во обвинителство, и во полиција. Некои од предметите полицијата успешно си ги откри, ги заврши за злоупотреба на службена положба и овластување, што земаат и дневници, иако имаат 15.000 месечен надоместок, меѓутоа земат и дневници за присуство на секој состанок на комисија и на собрание, што не би требало тоа. Тоа во други здруженија не се практикува. Полицијата на некој начин ги завршува тие работи, злоупотреби што се откриени, промет со дрва и дневници, земање и сето тоа. Меѓутоа, кај и судските органи, кај обвинителството затајуваат овие предмети. Тука завршуваат. Свесни ли се пензионерите, членовите за сите овие работи? Пензионерите во Охрид ги знаат сите овие работи, меѓутоа се немоќни против судските органи и обвинителства да нешто преземат, бидејќи таму предметите стојат. Еве имам доста работи кои со години стојат во фиоки во судството, во едно друго и не презема никакви санкции против нив, да речеме. Видите, со нивното подкупување на делегатите, членовите, најблиските органи со пари од членарината, затоа тие обстојуваат. Председателов таму е 26 години, од кои 24 години е секретар и председател на Сдруженијево Охридско без прекин, без престанок. А секретаров е 12 години исто така без прекин. Иако според статутите во Републикава и Сојузниот, тие имат право да бидат раководители, да речеме председател и секретар, 1+1 мандат, односно 4+4 години, 8 години, повеќе не можат тие да бидат на раководни функции. Меѓутоа, во статутот нема член, како што пред малку спомнав, за нивно ограничување. Затоа тие, да речам, се на некој начин доживотно избрани. Односно, еве и сега. Да, во саботата имаше во саботата имаме изборно собрание, Да. меѓутоа изборите се нерегуларни. Нерегуларни се бидејќи председател и секретар, особено кај нивните месни ограници. Ние имаме 21 месен огранок во општинава Охрид и Дебрца. Председател и секретаров закажуваат изборен состанок на датум утврден со сатница, со све. Меѓутоа, тие тајно пред состанокот закажан за месниот огранок одржуваат 2-3 часа или друг ден состанок таен со 5 до 10 пензионери и тамо тие се избираат тајно. И така добиваат повторно да бидат избрани во органите, односно во раководството на Сдруженијето. Во саботата имаме конститутивна седница, на секои 4 години имаме избори, меѓутоа на конститутивната седница тие сепак добија нивни повеќе, да речеме, за едно 4-5 членови на собрание или делегати и ги добија изборите и сега од саботата тие се повторно избрани за председател и секретар Ѓорѓе Трпчевски и секретарот Стефан Владимиров и двајцата полицајци тука се однесуваат малку и нивното однесување е многу арогантно према пензионерите, препотентност, нема комуникација некоја, мислам, онаква културна како што треба, се однесуваат, да не речеме, полициски стил, милитаристички или полициски така. Што навистина мора нешто се презема, ние нема да застанеме тука. Да, тоа сакам да прашам што планирате. Нема да застанеме, ние веќе ги обжаливме нерегуларностите во Сдруженијево и ќе бараме преку судските органи да се поништат. Дел 6 изборни ограноци, особено кај што е председателот, кај што е секретарот избран, со 5-6 членови пензионери се избрани тие на тајни состаноци и уште во неколку други состаноци каде исто така и тајно и нерегуларно се избрани. За прв пат оваа година избран 7 души членови на изборната комисија, а сиве изборни циклуси избира по 3 членови.
овој пат по секоја цена да ги добијат, да ургираат, да тие повторно бидат избрани во раководството на Сдруженијето. Да, зашто е толку примамливо тоа претседателско место на Сдружение на пензионери? Видите, примамливо овдека што тие двајцата се полицајци, спомнав, меѓутоа земаат по 15.000 месечен надоместок, односно со 2-3.000 разлика. Претседателот има право да зема месечен паричен надоместок 50% од просечната плата во Република. Ако сега 33-34 е, да речеме, негде околу 34, сега најнов податок, тогаш половина претседателот од таа просечна плата зема кај нас месечен надоместок, а секретарот зема со 2.000 помало од тоа. Значи, тие негде, да речеме, земаат по 15-16.000 претседателот, а 12-13, односно 200 евра зема секретарот. Плюс тие земаат и дневници за секое присуство на состанок на било кој орган, дали на собрание, дали на извршен одбор, дали на комисии, бидејќи имаме ние 10 комисии. И за секое присуство тие земаат по 1000 дневница. Плюс оние 15.000 што ги земат како месечен надоместок. Тука пензијата нивна не е ставаме, мислам, пензијата си е веќе друга категорија, мислам, си е заработиле, иако не е пензиите на полицајците, што викаме, се повисоки во однос на другиве пензии, на обични пензионери, тука не сакаме да се мешаме. Да. И од сите овие интереси, да речеме, тука се работи за лични интереси, односно паричен надоместок. Паричен надоместок. Затоа тие сакаат да обстојуваат тука ради лични интересни парични што земаат, мислам, против законски со овие надоместоци. Во тоа е. Очекувате сега да ви биде усвоена жалбата за изборите што се случи ова сабота? Па ние очекуваме сега, ние имаме своји, да речеме, адвокати, па кривичари, мислам и други адвокати ќе бараме по службена на линија, да речеме, да се обжалиме и така. Да, само за крај сакам да ве прашам и дали сите овие работи лично му ги имате кажано на претседателот Трпчевски? Ги сте разговарале на состаноците и кој бил неговиот одговор? Да, ние ги имаме предочено лично и на двајцата, јас и во неколку медиуми се објавени сите овие аномалии, мислам, и во охридскиве портали. Имам пишувано, тие знаат. Меѓутоа бегаат од соочување, еве како и денес. Да речеме што не дојде да не присуствува. Ние и денови пак ќе имаме и во другиве локални медиуми, соочување со нив, меѓутоа ќе видиме дали ќе дојдат, али тие се плашат да дојдат лично да се соочат во медиуми, мислам, со нас. Зашто ние сите овие работи ќе му кажеме што ова е само дел од она што тие како злоупотреба на службената положба и овластување ги имам направено сиве овие 10-15 години. И да ви кажем уште една работа многу важна, жиросметката во 2013 до 2020, 7 години ни беше блокирана на Сдруженијево. Бидејќи ние имаме спор со инвалидските пензионери околу собственоста на домов на пензионери во Охрид. Инвалидските пензионери не тужеа нас, бара дел од киријата што Сдруженијево на пензионери ја земат од автошколата Старци и од аптеката и други кирии што земат. Ние бевме обврзни пола од кириите во изминативе години и на инвалидските пензионери да им ја даваме таа пара. Ние им борчиме 1.700.000 и 150 камати. Меѓутоа ними не им се исплатија на инвалидските пензионери, затоа не тужија, спорот го изгубиме, сметката ни се блокира 7 години, 2013 јули и август 2020, 7 години. Парите од членарината 6 месеци на нашава членарина пензионериве од Скопје не сака да ни ја пуштат. Меѓутоа не смее и да ги држат и парите во Сојузот, зашто тоа е финансиски прекршок. Меѓутоа нашиве направија, успеа со претходниот претседател Аргировски, успеа парите да не ги пуштат од членарината после 6 месеци. Меѓутоа не на сметката на Сдруженијево, бидејќи таа беше блокирана, тоаш парите ќе одеа кај инвалидските пензионери. И нашиве дозволија членарината по 400.000 тогаш месечно да иде на сметка на клубот на пензионери кај нас што работи како правно лице и ја пушта тамо преку клубот и плаќаме со цесиони и обврски кон општеството, заедницата што требаше. Така. И тој спор го изгубивме бидејќи Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија
укажа дека домот на пензионерите во Охрид е собственост на Република Македонија, а Сдруженијето на пензионерите и инвалидските пензионери се корисници со по една идеална половина на домот. И така се реши спорот, мислам по ургенција на сегашната актуелна председателка Станка Трајкова, на некој начин со судски вештак се реши. За тој судски спор Сдруженијево плати 14 милиони, околу 15 милиони денари за судски извршители, за подмитување на суди, за адвокати. Мислам, менавме 4 суди, 4 адвокати и сите не падина. 37 пати бевне на судење, на суд околу овај спор и спорот го изгубивне и домот си остана собственост на Република Македонија, а ние потрошивме околу 15 милиони денари средства од членаринава на пензионериве. Нека да сме на крајот на разговорот. Тука ќе ви се заблагодарам за вашето гостување и сите овие информации кои што ги изнесовте. Ќе видиме што ќе се случува понатаму со и во Сдруженијето. За крај би сакала повторно да повторам она што кажа во самата најава, дека денеска заедно со Крста Спасевски уредно беше поканет и Ѓорги Трпчевски, актуелниот председател на Сдруженијето на пензионери Охрид и Дебрца, но поради здравствени причини тој вчера го откажа гостувањето и најави негово гостување во некоја од следните емисии. Се надеваме дека тоа ќе биде емисијата во понеделник, следниот понеделник, да ја слушнеме и неговата страна како одговор на сите овие информации кои што вие ги изнесовте. Ви благодарам за поканата. Ние секогаш сме подготвени, спремни да се соочиме со нив јавно во вашиот медиум или во други медиуми. Мислам и стоиме на располагање и уште еднаш голема благодарност што ни остапивте просторот да учествуваме во ваша ценета емисија. Така. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и денеска бевте со нас. Се гледаме повторно следниот понеделник на Охрид Нјуз. Пријатно.